Добро вечер, почитувани жители на населбата Перо Чичо. Добро вечер до сите вас што денеска сте овде да не поздравите, да не слушнете сите вие кои одвоивте од вашето драгоцено време. Огромно е задоволство да ве видиме во толку голем број. Задоволство е што овде имаме представници на повеќе националности. Драго ме што сте тука и соседите и примерот за добро соседски односи во населбата Карпош. Тоа се ромите кои што живеат овде и секако македонците во населбата Перо Чичо. Почитувани присутни, значи продолжуваме со караванот. Продолжуваме, уште неколку дена имаме до изборите. Гледате дека граѓаните имаат чувство каде оди поддршката на граѓаните. Граѓаните се тие што без двоумење се определија да ни ја дадат поддршката на нас, независните кандидати, во состојба, во ситуација кога политичките партии, истребувајќи се една со друга, се помалку имаме место за граѓаните. Затоа граѓаните се определуваат за независните. Затоа се повеќе и повеќе поддршката оди кон нас. Затоа се повеќе и повеќе ќе гледате на нашите собири дека има многу граѓани, многу жители на сите населби, сите граѓани каде да се појавиме се со нас. Овде во населба Перо Чичо многу често сум доаѓал и секогаш ми е задоволство. Се работи за многу вредни луѓе, за многу луѓе истакнати со својот труд и луѓе кои што првенствено се добронамерни. Се добронамерни према својот сосед и према својот град и према својата држава. Но населба Перо Чичо не може да се пофали дека и градот и државата вложиле многу. А сепак, ова е една веќе може да кажеме и постара населба, 30-40 години, а инфраструктурата гледаме дека е на незавидно ниво. На било кој дел, дали на Андја Ранковиќ, дали на Веселин Маслеша, дали на Ѓуро Пуцар Стари, дали на било која друга улица овде, па да не говориме и за Трајко Прокопиев, Стево Филиповиќ и така натаму, секаде фали по нешто. На Ѓуро Пуцар Стари до вчера немаше канал. Значи и уште граѓаните, жителите на Перо Чичо немаат канал. Дали така треба да им се врати на овие добронамерни луѓе кои што живеат во Перо Чичо? Дали така треба да им се врати на луѓето кои што со својот труд дават за оваа држава? Не, апсолутно не. И ние во наредниот период не случајно ставивме во нашата програма дека ќе се посветиме да секое семејство, секоја куќа во општина Куманово има канал, вода, асфалт и тротоар. И недозволиво е тоа да го немате. Посебно кога сте платиле комунали, посебно кога сте изградиле прекрасни куќи, а тие куќи да немаат канал. Тоа ние нема да го дозволиме и затоа во наредниот период ќе продолжиме да работиме многу интензивно во делот на воведување на сите инфраструктурни потребни елементи за нормален живот. Почитувани жители на Перо Чичо, вечерва сакаме да истакнеме неколку проекти кои што се составен дел на нашата програма, а кои се однесуваат на вашата населба. Пред се, ќе продолжиме со се она што е направено до сега. Ќе продолжиме, а што не е завршено. Ѓуро Пуцар Стари, знаете, почна некаде во јули-август месец. Гледате во која фаза е. Слушам денеска се донело уште тампон. Па законот за спречување на корупција вели дека во изборните денови не се ноши ништо, не се работи ништо и тој тип работи застануваат. Но не е спорно, тоа не поминува. Граѓаните и на Куманово и на Перо Чичо доволно се лажени и знаат да препознаат кој честно искрено се поставува пред нив и кој честно искрено и одговорно кажува што ќе направи во наредниот период.
Да, ќе ги завршиме сите објекти кои што се почнати, ќе продолжиме да ги градиме, ќе направиме прстен во населбата Перо Чичо да може најбрзо, тоа ќе биде приоритет, но секако ќе продолжиме и понатаму. Ќе направиме поврзување на двата дела на Перо Чичо, говорам во овој правец како стоим десната страна од Ѓорче Петров или левата кога влегувате во Перо Чичо, па децата преку Стево Филиповиќ со асфалтирање на таа улица, со пробивање на таа улица која знаеме дека има објекти изградено. Наша обрска ќе биде како тоа да го нормализираме, таа улица да се асфалтира, да направиме пробивање и течињата од овој крај, од оваа страна, да може најбрзо што може да отидат до училиштето. Тоа нешто ќе го направиме и со улицата Трајко Прокопиев, која е на другиот крај, на горната страна, за да завртиме едноставно да може преку асфалтирани улици, зависно од потребите, најбрзо што може тоа да циркулира и да функционира. Во наредниот период, ова е едно од најголемите населби во Куманово, немате детска градинка. Беше многу пати споменувана и била споменувана. Ние кажуваме и е дел од програмата дека во Перо Чичо ќе изградиме детска градинка. Знаеме како, знаеме од каде средства ќе обезбедиме, знаеме дека тоа му треба на Перо Чичо и ние ќе направиме во наредниот период. Нешто што исто така му недостасува на Перо Чичо покрај инфраструктурата, покрај објекти потребни за децата, детската градинка, но исто така ќе влеземе во реновирање на училиштето Христијан Карпош. Не е доволно добро е салата се направи, продолжуваме понатаму. Училиштето ќе го реновираме онака како што доликува на едно училиште во населба како што е Перо Чичо. Ќе продолжиме и во делот на младинците. Не може населба која што е од оваа големина да нема младински центар. Ќе формираме и ќе го направиме и младите ќе имаат свое сврталиште. Истото тоа ќе се случи и во делот на пензионерите. Имаме пензионери во населбата, пензионерите имаат потреба од свое сврталиште, ќе направиме пензионерски клуб. Тоа е нешто што го чувствува, се чувствува како потреба, ние тоа мора да го направиме. Исто така, граѓаните од долниот дел, над реката веднаш, Баграм Бања, сигурно дека со регулацијата на реката се предвидени и мостовите. Мостовите пешачки говориме не се направени. Ке земеме обврска, еден да го направиме задолжително овде кај Баграм Бања, а другиот ќе направиме пешачки мост, поврзување меѓу двата дела преку Ѓорче Петров. Железницата влегува во реновирање, тоа реновирање на железницата сигурно ќе ги оневозможи граѓаните кои што го користат тој железнички мост. Ние ќе направиме пешачки мост да ги поврземе двата дела од населбата Перо Чичо или поточно Гладно поле, стариот дел со населбата Перо Чичо од другата страна. Се тоа објекти, структура, инфраструктура која на граѓаните им ја треба. Не треба многу, треба само добро да се менаџира. Средства има, средства може да се одвојат, ние имаме обврска тоа да го направиме. Во наредниот период, почитувани граѓани, сигурно дека за многу кратко време по добивање по изборите на 24 март, граѓаните ќе се определат за независниот кандидат и независната листа. Ова се луѓето кои ќе го водат градот во наредниот период. Тоа го кажуваме најодговорно затоа што ја чувствуваме поддршката, затоа што еланот кој што се чувствува, енергијата, граѓаните препознаваат сила победничка во нас и затоа на 24 март ќе ни ја дадете и вие овде со тоа вечерно и покажате. На 24 март гласате за победниците. Победниците стојат пред вас, победниците ќе го градат Куманово, затоа што му го должиме тоа на Куманово, затоа што граѓаните се нашиот лидер, не одговараме пред никој друг и ние имаме обврска буквално да се бориме за нашиот град. Како што вие заслужувате, така заслужуваат сите граѓани на општина Куманово и тоа ќе го направиме. Број 3, Виктор Четковски, независен кандидат за градоначалник. Број 3, независна листа на советници Драги Караджински. Ја очекуваме вашата поддршка. Со вашата поддршка, со поддршката на граѓаните на Перо Чичо, на општина Куманово,
помано ќе тргне кон посветла иднина. Ви благодарам многу, ќе продолжиме да се гледаме во наредниот период. Сигурно ќе продолжиме и по победата и по 24 март. Ние ќе бидеме и ќе останеме секогаш со вас, за разлика од другите кои ја бараат поддршката, а не ја заслужуваат. Благодарам.